Заложбите на здравствените власти кои годинава обезбедија рекорден број вакцини за сезонски грип дадоа резултати. Интересот за бесплатната вакцинација во Македонија континуирано расте. Досега се пријавиле 70.000 граѓани, а веќе вакцинирани се повеќе од 22.000. Како никогаш досега, на располагање има 80.000 дози 4-валентна вакцина од реномиран холандски производител, но граѓаните се уште не покажуваат во доволна мера свесност за важноста и потребата од оваа превентивна мерка која ќе го заштити здравјето на децата. Лекарите со апел посебно за децата на возраст од 6 месеци до 5 години, како најризична група да се вакцинираат. Лани биле вакцинирани само 36 деца на ниво на цела Македонија. Знаеме секоја година дека педиатриските оделенија, клиниката, Козле се преполни со хоспитализирани деца како последица на или тешка форма на грипот или компликации од грипот. Родителите да не се ставаат во улога на лекари со пребарување на секакви информации кои се шират на интернет. Вакцинацијата за грип 70 години се спроведува во цел свет, а голем број на студии ги покажуваат бенефитите од неа. Дури кај 70% од вакцинираните дечиња, опасноста од тешки форми на заболување е сведена на минимум. Родителите не се скептични само за вакцините против сезонски грип, туку и за редовните вакцини кои мора да ги примаат. Се уште се бориме со дезинформациите, со оние консултации што ги прават родителите по социјалните мрежи меѓу себе. Значи, пак апелот би било, ако имате дилеми поврзани со вакцинацијата, со рутинската вакцинација задолжителна, консултирајте се со докторите кои што работат на вакциналните пунктови. Факт е дека после ковидот спласна интересот за вакцинирање не само кај нас, туку и во многу други земји од светот. Зголемувањето на опфатот оди многу бавно кај децата. Лекарите уште еднаш апелираат граѓаните да се пријават за бесплатна вакцинација против сезонски грип по електронски пат или преку матичните лекари. Вакцинацијата започна од 16 октомври. Со бесплатна вакцинација покрај децата опфатени се и ризичните категории граѓани над 65 годишна возраст, хронично болните, оние кои се сместени во установи за социјална заштита на стари лица, здравствените работници и бремените жени.